Нов закон предлагаат пензионерите. 70% од минималната плата да добива еден пензионер, а истото да биде и за просечната плата односно пензија. Дополнително во новиот закон се предвидува наместо 15 години работен стаж, пензионерите да добиваат пензија со 5 години работно искуство. Во однос на старосната граница промени нема. Ова беше презентирано денеска на средбата на пензионери во Свети Николе. На нашиот закон е. Прво се врзуваме со минималната плата. Како? Имаме закон за минимална плата. А бидејќи со законот за минимална плата се дефинира едно ниво на граѓани кои примаат минимална плата, ние сакаме со новиот закон 70% од таа минимална плата да добива пензионеро. Бидејќи сега моментално со одење во пензија е околу 74-75% вредноста на пензионеро, значи во иднина треба со новиот закон минималната пензија да биде 70% од минималната плата. Додаваа дека на средбата се дискутирало и за линеарно покачување на пензиите, односно согласување на истите. На тој начин ќе имаат пари, како што велат, да ги купат барем потребните лекови. Преди се најpoголемиот сега да речем на некој начин собир овде е заради законот кој што е досегашен на францускиот модел, што го кажува он или швајцарски модел, да го прекинеме за да почнеме на овој начин линеарно да се врши усогласување од март месец 25-та, односно линеарно покачување на пензијата. Тоа е основното нешто што го бараме. Второ, Верче него тоа може би рече, значи бараме воедно, бидејќи немавме поддршка од председателката на Сдруженијето на Република Македонија на пензионерите, бараме еве денеска на денешниот состанок таа да си поднесе неотповиклива оставка. Благодарност упатја и до премиерот за најавата дека пензионерите ќе добијат покачување од 5000 денари, половина во месец септември и половина во месец март наредната година. Голема благодарност значи до премиерот Мицковски што зазеде ваков голем залак и овозможи на 2 пати да ни ги дај 5000 денари со кои што ќе ни ја ублажи нашата состојба, ќе дојдеме токму до она малку кое што го баравме достоинствен живот. Пензионерите претходните 11 месеца на улица во сите градови во државата протестираа со цел да ги добијат своите права и да можат достоинствено да го преживеат месецот.